Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. Отворени денови со земјоделците на две локации во општина Старо Нагоричане. Поради големиот успех и следната година владата продолжува со мерката за самовработување. Виталий Кличко, поранешниот светски боксерски шампион во тешка категорија, избран за прв човек на Киев. Кошаркарите на Куманово во дербито на колото постигнаа важна победа на гостувањето против Работнички. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Третиот дневник започнува во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. МЕПСО на 17 ноември ќе го вклучи под напон новоизградениот 400 киловолтен далековод со кој директно ќе се поврзуваат електропреносните системи на Македонија и Србија. МЕПСО на 17 ноември ќе го вклучи под напон новоизградениот 400 киловолтен далековод од Штип до македонско-српската граница, кој поминува низ општините Штип, Карабинци, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. Од МЕПСО апелираат до местното население кое гравитира околу трасата на далеководот строго да се придржуваат до поставената сигнализација за предупредување од опасност поставена на далеководните столбови. Ја известуваме јавноста дека од утре 17 ноември МЕПСО ќе го вклучи под напон новиот 400 киловолтен интерконективен далековод со кој се поврзуваат електропреносните системи на Република Македонија и на Република Србија. Овој далековод, односно трасата на далеководот, поминува на територија на општините Штип, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане. И во оваа прилика сакаме да апелираме до местното население на овие општини кои гравитираат на трасата на далеководот да бидат внимателни и да ја следат сигнализацијата поставена на далеководните столбови, која предупредува за опасностите кои што може да се случат заради висок напон. Тоа значи, доколку можат и доколку не мораат да не се движат под трасата на далеководот, и доколку мораат да се движат по трасата на далеководот, тоа да го прават внимателно и никогаш да не стапуваат во контакт со столбовите на кои е поставен далеководот. Од компанијата потенцираат строго почитување на наведените препораки со цел избегнување на опасноста од настанување на последици со фатален исход. Новиот далековод е поставен на 168 челично решеткасти столбови поставена на траса долга 70 километри. Во изградбата на овој далековод МЕПСО вложи над 11 милиони евра. Со изградбата на овој далековод македонскиот електропреносен систем доби пета врска со 4 соседни електропреносни системи, две интерконекции со грчкиот електропреносен систем и по една врска со електропреносните системи на Србија, Бугарија и на Косово. Во општина Ранковце, поточно во околните села, во тек се градежни активности за реконструкција на локалните патни правци, како и уредување на површини до патиштата. За инфраструктурните зафати, отаму во следниот прилог. Во општина Ранковце, согласно програмата за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комунална инфраструктура, во тек е поставување на асфалтен слој на улица во село Гиновце и партерно уредување на просторот пред поштата во село Петралица. Улицата во должина од 450 метри се протега од железничката пруга до магистралниот пат. Овие градежни зафати треба да бидат реализирани до крајот на годинава, информираше градоначалникот на општина Ранковце Момчело Алексовски. Ние сега моментално од инфраструктура имаме изградба на улица во село Гиновци од пругата до магистралниот пат што поминува во должина од 450 метри со вредност од 2 милиона и 100 илјади денари и реализацијата е во тек. Ќе почнеме да ги воведуваме во работа фирмата Бауер од Скопје. Исто така на тој потек во близина на улицата пред поштата во Петралица ќе се прави партнерно уредување, што тука најверојатно истата фирма, зашто треба да договориме уште некои кратки работи, да се почне со градба и да бидат тие две работи завршени во текот на декември месец.
Партерното уредување на просторот пред поштата во село Петралица ќе опфати мини паркинг за автомобили, простор со клупи за рекреација, хортикултурно уредување и мини детско игралиште. Тоа партнерно уредување ќе опфати паркинг на 5-6 возила, ќе има клупи за седење, трева и детско игралиште со љуѓачки, со купички така. Со 260.000 евра средства од Европската банка за обнова и развој преку Министерството за транспорт и врски во општина Ранковце како рурална средина, предстојниот период ќе се гради канализациона мрежа во село Љубинци, локален пат во село Одрено и ќе се асфалтира пат во Крајчина Мала во Ранковце. Имаме аплицирано со 3 проекти. Фаза на одобрување се, значи најверојатно скоро време ќе ни бидат одобрени. Тука припаѓа канализациона мрежа за отпадни води во село Љубинци, која изнесува некаде над 5 милиони денари. Локален пат Манастирска воденица Одрно, во вредност некаде околу 4 милиона и 800 илјади денари. И улица Погон Карпош Крајчина Мала со еден крак према кладенецот таму. Отворени денови со земјоделците на 2 локации се одржаа во општина Старо Нагоричане. Првата средба беше во 17 часот во просториите на местната заедница во село Бајловце, додека другата во 18:30 во просториите на подрачното училиште во село Младо Нагоричане. На двете места присутни беа представници од Министерството на земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за потекнување на развој во земјоделството, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и развој на руралните средини и Државниот инспекторат на земјоделство. Во Кратово по 4ти пат се одржа манифестацијата Компиријада, посветена на далеку познатиот компир од Кратовско. Настанот привлекува големо внимание на различни посетители од целата земја. Причината за тоа се разновидните јадења, специјалитетите, како и солени и сладки деликатеси со компир, направени од вештите раце на домаќинките од Кратово. На градскиот плоштад во Кратово по 4ти пат се одржа манифестацијата Компиријада, посветена на далеку познатиот кратовски компир. Овој празник на компирот привлече голем број посетители од целата земја, дојдени да дегустираат специјалитети, разновидни јадења, солени и сладки деликатеси со компир, направени од вештите раце на домаќинките. Задоволство денес заедно со вас присуствувам на манифестацијата Компиријада Кратово 2015, која се одржува веќе неколку години поред и стана еден од препознатливите белези на општина Кратово. Програмата на Компиријадата опфати штандови со изложени специјалитети од компир, презентирање познати специјалитети од компири, како и текстови за компирот како амбасадор на Кратово. Денеска ние земавме учество и приготвивме храна каде што е застапен компирот. Ние втора година како учествуваме на ова манифестација и го поздравуваме иницијативата на Министерството за земјоделие и локалната самоуправа на град Кратово и ги покануваме другите градови да ни се приклучат на оваа манифестација. Манифестацијата се организира под покровителство на општината Кратово, финансиски поддржана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Гости на министерот Михаил Цветков беа германската амбасадорка Алтхаузер и холандскиот амбасадор Пломб. Компиријадата имаше и хуманитарен карактер затоа што сите собрани средства од продажба на специјалитетите ќе бидат наменети за лекување на ученикот Давид Стојановски. На североистокот на земјава постојат изворедни услови за одгледување на компир, а кратовското поднебје е идеално за одгледување на добро познатите бел и црвен компир. Општина Крива Паланка како дел од програмата за тековно одржување изврши санација на оштетени асфалтни површини на делови од повеќе улици во градот. Реализирано е крпење на ударни дупки долж главната улица Свети Јоаким Осоговски и на улицата 8 октомври асфалтирано е местото Амбар. Во рамки на програмата за тековно одржување локални патишта за 2015 година, локалната самоуправа на општина Крива Паланка изврши санација на оштетени асфалтни површини на повеќе локации во градот. Асфалтирани се делови од улици и повеќе градски улички. На барање на граѓаните од Амбар Мало, во изминатиот период беше отстранета дотрејната оштетена калдрма, а двата крака од пристапната улица се асфалтирани. Ова е од програмата на тековно одржување на улиците во Крива Паланка. Веќе при крај се работите во централното градско подрачје, во местото како што ние Кривопаланчани го викаме на Амбар.
го асфалтираме овој дел. Тука имаше порано неквалитетна камена калдрма и имаше реакција од граѓаните да се смени тоа. Излеговме од страна на општината Крива Паланка со екипа, увидовме, направивме увид дека ова е издржано и еве, ги асфалтираме оваа улица. Мислам дека неколку улици во Крива Паланка ги асфалтиравме, во населба Лозаново, 3 улички, ги искрпивме ударните дупки, еве продолжуваме со крпење на ударни дупки. Сразмерно со средствата кои ќе ни останат од оваа програма, ќе извршиме уште неколку улички да ги доасфалтираме, градски улички кои не бараат проекти и поголеми зафати. Ова се сепак помали површини кои може да се асфалтират од програмата за тековно одржување и ја мислам еве на задоволство на граѓаните овде искочи навистина убаво. Согласно програмата, во тек е крпење ударни дупки на главната улица Свети Јоаким Осоговски и на дел од улицата 8 октомври. Санирани се оштетените површини на главната улица на потегот од Осички мост до Мотел Македонија. Изведувач на градежните работи е градежната фирма Лабино Трейд од Гостева. Санацијата на асфалтните површини на територијата на општината се врши во пресред на предстојниот зимски период. Љубителите на пишаниот збор од Куманово ќе имаат можност да уживаат во стиховите на Виолета Танчева Златева на промоцијата од нејзината стихозбирка Година без лето, која ќе се одржи во просториите на Градската библиотека Тане Георгиевски утре во 19 часот. Љубителите на пишаниот збор од Куманово ќе имаат можност да уживаат во стиховите на Виолета Танчева Златева на промоцијата на нејзината стихозбирка Година без лето, која ќе се одржи на 17 ноември во просториите на Градската библиотека Тане Георгиевски во 19 часот. Истата е дел од редовната годишна програма на библиотеката Тане Георгиевски, каде покрај бројните промоции на книги се организираат и поетски читања, средби со писатели, книжевни манифестации, конкурси и останати литературни настани. Вторник, 17 ноември, во просториите на библиотеката во 19 часот ќе се одржи промоција на книгата Поезија Година без лето. Автор е Виолета Танчева Златева, промотор е познатиот македонски писател Братислав Ташковски, водител и интерпретатор ќе биде Наташа Крушич Лазаревска. Година без лето на Танчева Златева е добитник на годинашната награда Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Директорот на библиотеката Нада Ивановска најави дека на задоволство на сите кои сакаат да се дружат со пишаниот збор, следната недела во Тане Георгиевски се организира книжевна средба со познатиот македонски есеист, критичар и книжевен теоретичар, како и член на Друштвото на писатели на Македонија Венко Андоновски. Следната недела ќе се одржи во библиотеката средба со многу познатиот македонски писател господинот Венко Андоновски. Поради големиот успех и следната година, владата продолжува со мерката за самовработување. Како што истакна премиерот Никола Груевски, планирано е да се опфатат и отворат нови 1000 работни места, што значи отворање нови 920 бизниси. За споредба, во овој проект ќе се вработат лица колку што би вработила една нова фабрика во Македонија. За оваа намена 207 милиони денари ќе бидат доделени преку 2 отворени огласа, од кои првиот се очекува да биде распишан веднаш. Како што информираше премиерот, се доделуваат 3000 евра неповратен грант за отворање на бизнис и самовработување за невработените. И освен тоа што се запазува компонентата на вработување, се развива и приватната бизнис иницијатива. Досега преку овие мерки се вработени над 7500 лица. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на нафтените деривати, со кои од ноќеска ќе се продаваат во државата. Бензините ќе поскапат за половина денар, додека цената на дизелот не се менува. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од полноќ да поскапат бензините за половина денар, додека цената на дизелот не се менува. Новата цена за литар Евросупер БС95 ќе биде 62,5 денари, а на Евросупер БС98 64,5 денари. Евродизелот ќе се продава по досегашната цена од 49,5 денари за литар. За половина денар поскапува екстра лесното гориво, а мазотот поевтинува за 0,5 денари за килограм. Министерот за одбрана Зоран Јолевски од денеска е во неколкудневна посета на Канада и Соединетите Американски држави.
Како што соопшти Министерството за одбрана за време на посетата на Соединетите Американски држави, министерот Јолевски ќе оствари средба со Лаура Грос, заменик на заменикот помошник на секретарот за одбрана, како и средби со сенатори, конгресмени и представници од заедницата. Во рамки на престојот во Соединетите Американски држави, министерот Јолевски и деканот на Воената академија Михајло Апостолски, полковникот Орце Поповски, ќе остварат неколку средби и во Универзитетот Норвич. По Соединетите Американски држави, Јолевски заминува во Канада, каде ќе учествува на меѓународниот безбедносен форум во Халифакс, на кој ќе земат учество голем број на министри за одбрана, началници на генералштаб, високи функционери во НАТО. Германскиот канцелар Ангела Меркел повика да се создадат повеќе можности за легална миграција во Европската Унија и на тој начин да се стигне до намалување на бројот на бегалци. Велика Британија дополнително ќе вработи 1900 агенти во безбедносните и разузнавачките служби, за да се спротистави на опасноста од терористички напади по крвавите настани во Париз. Виталий Кличко, поранешниот светски боксерски шампион во тешка категорија, е избран за градоначалник на Киев. Следуваат вестите од светот. Германскиот канцелар Ангела Меркел повика да се создадат повеќе можности за легална миграција во Европската Унија и на тој начин да се стигне до намалување на бројот на бегалци. Илегалата треба да биде што е можно побрзо претворена во легалност, рече Меркел на маргините на самитот на земјите од Г20 кој се одржува во Анталија. Таа исто така истакна дека реализацијата на оваа намера предпоставува праведна распределба на бегалците во Европа. Лидерот на германската влада истакна дека за одлуката на бегалската криза треба да почнеме таму од каде бегалците доаѓаат. Покрај тоа, мора да ги надминеме причините за појавата на бегалците, меѓу кои се Исламска држава и војната во Сирија. Велика Британија дополнително ќе вработи 1900 агенти во безбедносните и разузнавачките служби со цел да се спротистави на опасноста од терористички напади по крвавите настани во Париз. Ваквиот потек е најголем пораст на ангажирањата во британската безбедносна служба од бомбашките напади во Лондон во 2005 година, кога беа убиени десетици луѓе. Мерките официјално ќе ги објави британскиот премиер Дејвид Камерон. Одлучен сум да ангажирам ресурси кои ни се потребни во борба против терористичките закани, бидејќи заштитата на британскиот народ е моја најголема должност како премиер, истакна Камерон. Покрај зголемувањето на бројот на агентите во британските безбедносни служби, на аеродромите ширум светот ќе бидат ангажирани и дополнителни број офицери за безбедност во авиацијата, како одговор на уривањето на рускиот авион во Египет минатиот месец, бидејќи британската влада се сомнева дека во леталото била поставена бомба. Поранешниот светски боксерски шампион во тешка категорија Виталий Кличко беше избран за градоначалник на Киев на вториот круг од локалните избори одржани на 15 ноември. Кличко според резултати од излезноста добил помеѓу 68 и 71% гласови, што е речиси 30% повеќе од противникот Борислав Береза од ултранационалистичкото движење Десен сектор. Во Днепропетровск победи Борис Филатов со повеќе од 60% гласови пред Олександар Вилкул, поранешен вице-премиер во владата на Виктор Јануковиќ. Представникот на проруската опозиција Анатолий Вершина победи со над 55% гласови во Павловград. Кошаркарите на Куманово во дербито на колото постигнаа важна победа на гостувањето против Работнички. Кумановци надпреварот го одиграа во голем стил, особено второто полувреме, кога го совладаа и отпорот на домашниот тим. Кошаркарите на Куманово на гостувањето во Скопје остварија важна победа против Работнички од 82-64. Надпреварот беше одбележан со многу тензии и неспортско однесување на домашната публика. Во првото полувреме следевме израмната борба, додека во вториот дел екипата на Куманово со одлична игра успеа да го декласира домашниот тим. Во второто полувреме се случи немил настан, откако со тврд предмет во глава беше погоден тренерот на Куманово Луковиќ, пошто следуваше прекин. По паузата играчите на Куманово заигра уште помотивирани и од минута во минута ја зголемуваа предноста. Одново најдобар стрелец во екипата на Куманово беше Урош Луковиќ со 22 поени и 10 скокови и потврди дека во оваа сезона е најдобар играч на Куманово. Покрај него се истакна уште американецот Инграм со 22 и Јаневски со 17 поени. Во секој случај, оваа победа е многу важна и веројатно дополнително ќе ја врати само до вербата по неколкуте неочекувани порази.
Кошаркарите на Михајловски ја остварија втората победа во низа во третата лига, откако на домашен терен го победија Феникс со 77-39. Надпреварот помина во комплетна доминација на кумановци и најавија дека ќе одат на прво место во сезоната. Кошаркарите на Михајловски пред малобројната публика во спортската сала се представија во одлично издание. Од првата минута заиграа одлично во одбраната и во нападот, а како плод на таквата игра, постојано имаа водство кое на моменти изнесуваше и на 40 кошеви разлика. Победата домашниот тим ја најави уште во првото полувреме, кое го реши со убедливи 41-18. Во вториот дел уште подобра игра на Михајловски, а гостите делува неорганизирано и деконцентрирано. Во тој дел од мечот, екипата на Феникс успеа да постигне само 20 поени. За убедливата победа на Михајловски повторно го издвојуваме триото Тренчич, Јакимовски и Смилковиќ, кои го понесува неголемиот товар. За разлика како почнавме малку подоцна со тренинзите, досегме можеби едно 2-3 недели, со првите два порази во прво коло и второ коло се сосреднавме со тренерите и со тренинзите, направиме консултации кај се грешките. Успеевме да се вратиме кондицијски, свршавме победа минатата недела во гости. Сега дома и ќе продолжиме со победите. Дијановиќ, втора победа поред на кошаркарите на Михајловски, еве да ни кажете еден краток коментар. Мислам дека противникот беше лесно совладан, барем порано што го видовме. Па добро, по резултат изгледа дека е лесен противник, меѓутоа лесни противници нема. Сите играат кошарка денес. Мислам дека пошто бевме хендикепирани со играње на двајца играчи поради повреди, влеговме озбилно во овој надпревар, го свативме без разлика кој игра од друга страна. Феникс е една по квалитет може пета екипа во оваа лига, меѓутоа сите играат кошарка, така да со една сериозен приступ на надпреварот, мислам дојде и самиот резултат. Дали ова најава дека во наредните мечеви како Михајловски ќе атакува на втората лига, што би требало да биде главната цел оваа сезона? Да, пред се идниот викенд имаме многу тежок надпревар и многу значаен надпревар за остварување на таа цел. Играме со Карпо Соколи овдека во Куманово. Во првиот дел таму изгубивме со 9 разлика. Мислам дека имаме квалитет, кадри сме да таа разлика ја надминеме на домашен терен. Ракометарите на Куманово на гостувањето во Гостивар доживеа пораз од 26-22 и се на последното место во првата лига. Што се однесува до мечот во Гостивар, се водела изедначена борба до финишот, а домаќините со низа погодоци го скршиле отпорот на Куманово и ги заслужиле 3 бода. По 9 одиграни рунди, Куманово постигна една победа и едно реми, а следниот противник е лидерот работник од Битола, кој ќе гостува во Куманово. Младинскиот женски одбојкарски тим на Куманово стартуваше во новата сезона. Во надпреварувањето кое се одржа за време на викендот во Куманово учествуваа 4 екипи, а домашната забележа учинок од една победа и еден пораз. Во салата на средното училиште Перо Наков видовме интересни мечеви на генерацијата родени 1998 и помлади. Учествуваа екипите на Куманово, Работнички од Скопје, Виола Воле од Велес и Бамикор од Тетово. Оваа година во првенството ќе учествуваат вкупно 16 екипи, поделени во 4 групи и тие ќе се борат кој ќе биде најдобар на крајот на сезоната. Господине Водиноvić, што да го заврши турнирот, еве една ваша комплетна анализа и оценка за ова надпреварување. Па, значи ова е прв турнир што одбојкарски клуб Куманово зазема став и го организираше по повод да младинско првенство на Одбојкарска федерација на Македонија. За жал, поради некои објективни и субјективни причини, многу доцни со првенството, ние требаше веќе да играме 2-3 турнири, тоест повеќе утакмици, али сега излезе да мора така да биде овој турнир успешно организиран. Мислам дека сите сите се задоволни од прво од организација, второ и јас сум задоволен као организатор од фер и коректна настап на сите учесници во турнирот. Беа гости од Тетово, имавме екипа од Бамикор, имаме екипа од Велес, Виола Воле,
имавме значи екипа од Скопје, работнички Скопје, 4 екипи одигра 4 надпревари. Ние не сум скроз задоволен како изигравме, значи прва утакмица според мене ја изигравме малку повеќе во грч, нормално голема зимска пауза, не уиграност и така натаму, така да загубивме со 2:0. Втората утакмица изигравме малку подобро, ја добивме со 2:0, така да сега ќе котираме некаде во средина на табелата. Се играат уште 2 турнири пред бараж надпревари, така да надпреварувањето е долго, има уште надпревари за играње и за подобрување и на печатокот и на позицијата на табела. Со успех пред своите навивачи, фудбалската репрезентација на Унгарија истакна дека е поквалитетен состав во бараж дуелот со Норвешка и заслужено обезбеди место на завршницата на Европското првенство во Франција. Откако унгарците славеа на гостувањето со 1:0, ја победија Норвешка со 2:1 и ставија печат на визите за пласман на следното големо фудбалско надпреварување. Прискин со фантастичен гол во 14-та минута го најави исходот на дуелот, а Хенриксон со автогол во 83-та минута значеше почеток на славието на унгарците. 4 минути подоцна истиот фудбалер постигна гол за својата репрезентација за да го ублажи поразот и да ги постави конечните 2:1. За Унгарија Европското првенство 2016 е прво големо надпреварување по 3 децении откако учествува на светското фудбалско првенство во 1986 година. Големиот Раул Гонзалес се пензионираше со големо финале. Предводникот на Реал Мадрид не испушти шансата да придодаде уште еден наслов во својата богата фудбалска кариера со вкупно 22. Неговиот Нью Йорк Космос успеа да ја победи Отава за конечни 3:2 на финалниот надпревар во NASL лигата, па иако најдобар поединец на теренот беше Гастон Салерино кој постигна хет-трик, сепак главните почести по мечот им припаднаа на Раул Гонзалес и фантастичниот Марко Сена, фудбалер кој исто така реши да замине во фудбалска пензија. Односот меѓу Роналдо и Бените шпанските медиуми го потенцираа како главен проблем за представите на португалецот на стартот на новата надпреварувачка кампања. Првата звезда на тимот пред известно време мораше да се правди и пред Флорентино Перес, затоа што дава контроверзни изјави во јавноста за неговата иднина на Сантијаго Бернабе, а сега му порачал на претседателот дека тој направил голема грешка кога решил да го ангажира Бенитез на местото на Анджелоти. Женската тениска репрезентација на Чешка ја одбрани титулата во Фед купот откако во финалето во Прага славеше над Русија со 3:2. Поенот вреден пехар за победничките го донесе дубл комбинацијата на Каролина Плишкова и Барбора Стрицова, кои славеа Наделена Веснина и Анастасија Пављученко со 2:1. Од првиот ден беше 1:1, во саботата Шарапова ја доби Квитова, за потоа Плишкова да слави над Пављученко за 2:2, пошто мечот во двојки го даде победникот во ова надпреварување. Ова за Чешка е 4-та титула во 5 години во Фед купот. Времето денеска во Македонија беше сончево со мала до умерена облачност. Какво време го очекува североистокот, да погледнеме од метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Благодарам за вниманието, пријатна вечер.